На нашите улици живеат стотици напуштени куќиња, кои секојдневно се соочуваат со глад, студ, болести и опасности. Наместо да останат незабележани, овие животни заслужуваат втора шанса. Топол дом, сигурност и љубов. Вдомувањето е повеќе од гест на добрина. Тоа е конкретен придонес кон хуманото општество и одржливо решавање на проблемот со напуштените животни. Сакаме да ги спасиме сите кутриња од леглото, иако некогаш старите знаеа да кажат и мајката знаела дека кутрето не е добро и дека го трга на страна, но ние со идеја да ги спасиме сите, некогаш луѓето, можеби во капитализмот и сурово, нели, за да дојдат до што повеќе бројка на кутриња, ги гледаат да ги спасат сите, но тоа не значи дека тој ген се пренесува во една позитивна или добра конотација. Но од друга страна, природата секогаш ќе ги селектира според паметот, според снаодливоста, според тоа колку вешто ќе се справат во природата која е сурова. Така што ако ме прашате дали е подобра опција, да, дефинитивно, но од друга страна ризиците секако дека постојат. Затоа најубаво е да се здоми куќе кое веќе поминало преку шелтер или некакво прифатилиште, сега веќе ги има и повеќе. Веќе го проверило ветеринар, веќе луѓе кои што работат, нели, да ги наречеме бихевиористи или луѓе кои знаат до некаде да ви објаснат и кажат дали тоа куќе е соодветно за да живее во фамилија или повеќе со самец, дали знае да комуницира со други животни, дали ќе треба да внимавате кога го шетате и слично, но во секој случај дури и да одберете да земете од некој кој што ги подарува, а ги има да речеме по дома, обично тие луѓе се можеби и најдобра опција заради тоа што тие во детали знаат да ви раскажат што одгледале по дома, па и да си земете некое такво. И нели бенефитот е, пак ќе кажам, ем го здомувате, ем помагате. Има доста животни кои што успеале и ги нападнале граѓаните кои што поминуваат на улица. Дали може да ни се случи тоа доколку одлучиме да биде дел од нашето семејство? Гаранција не постои, но од друга страна, знаете како, ако ги отворите вестите, вие сте сепак медиум, денес ќе видите колку луѓе лошо реагирале кон луѓе. Колку човек на човек може да биде еден звер, а од друга страна, ретки се случаите кога некој таков инцидент, тоа е буквално инцидент, може да се случи. Во суштина, ако имате помали деца, едуцирајте ги, не им ја бустајте таа паника која вие ја имате, децата да им ја наметнете, аха, еве го кучето, сега ако не јадеш, сега ако не ме слушаш, ке ти дојде кучето. Тоа се фобии кои што во урбаново време се почесто ги гледам. Веројатно тоа се стравови кои им ги наметнуваме на децата. Токму така доаѓаме до оние несакани ситуации. Децата се во паника, знаат да бегаат, некогаш тоа од кучињата може да биде интерпретирано многу различно и лошо. Некој пат земањето на средства за заштита, камења, гранки за да направат паника, дополнително ќе го вознемири животното. Дали би требало да ги вдомиме уличните животни, уличните куќиња? Мислам дека треба, само што ништо не можеме да направиме, бидејќи од еден град ги пренесуваат во друг град, така да вардарише 100 години, тоа е. Да, точно да ги земеме, ама меѓутоа кој може, а кој не може. Ние сме више стари, ние не можеме ни за нас да се одржаваме, не па камоли кучињата. И јас викам, нема повеќе човек што од мене обожава животинчиња, но меѓутоа кој ти се пушти одма, осеќаш некој страв. Мислите ли дека има опасност од инфекции, болести, зарази? Не. До сега мислам нема такви случаи, нема каснувања. Па не знам за тоа, не сум чувала, не сум имала контакти и не можам да кажам. Не знам, нормално има, они по континери се хранат. Така ли е? Не се заштитени. А и овие што ги чуваат дома, па и добро не се заштитени и тие. Куќињата кои доаѓаат од улица често знаат да бидат најблагодарните и најлојалните пријатели. Со малку трпение и љубов, тие стануваат полноправни членови на нашето семејство.